Па варта се произведе многу напред од дедо, предедо тоа зането станува и ден денеска, ама постепено замира, значи многу на млад народ избега, тешка е оваа работа. Тоа е најтешка работа што може да постои во општеството. Под Валандовското брдо, закрилено од ридот е сместено Костурино. Нималку изолирано село, но сепак осамено, никнато на пола пат меѓу Струмица и Валандово. Тука децении наназад, локалното население вади леп од производство на вар. Речи си и да нема друго населено место, кое ја има таа судбина, или како што мештаните знаат да речат, проклетија, каменот да го правиш вода, за дома да однесеш леп за гладните усти. Варџија се на 16 години почнах варџи. Са дома си 3 години сум сега. Сега баталијама веќе не можем. Варџија прва класа. Прва класа варџија. И прво работахме на баир. Гумите и немаш. После однама го баиру, па фанама на гуми. Години едно 30 години, 35 години. Од 15 години кога сум настанан, сега сум 50, а до 35 години. Од 25 години, 20 години. И се варџија сум. Друго не. На државна работа не сум бил. Само сварница. Тешка работа ли е тоа? Тешка. Од това по-тешко ден. Това е најтешкото. Варта тука била од секогаш, но легендите се различни, како локалното население ја открило и почнало да ја пече. 88 годишниот Киро вели дека пред да бидат варџии, Костурани биле сточари. Тогава народот се бавил стока многу. Кози, овци, замразели, тутун, рж, чиничка, све. Варџија било многу мало. Не било многу. И да кажеме, варџиите потекло дојдено од Грција. Од турско време сум дојде варџии, од Грција. Чуречка вари по турски. Чуречка вари викале се тие. Ово се прави тука, прв пат од тие ридоти тука варници. Од оника се стигнале на колку години, па наши луѓе почнале од дих, тај за се хванале. Грција. Тука кукаш негде. Они се варта носиле за Грција. Газ тука прави во прах. Там бели сам. А тука кои се прави од така, од керпичите, кои се граделе. И така, ден со ден, младите луѓе почнаа сока да избегават. Козино да пушие, овце да пушие и почнаа на вар. Значи полесно бил до полесно до пари. Иначе потом да се чекаш пар до годината. Стоката треба чек до годината јагна, кој било јар да продаваш. А варта многу полесно да добај до пари. Доводно пари, кеш пари. Децении наназад, селаните камен по камен ја кршат планината и ги тркалаат до рачно градените камени печки каде огнот го совладува тврдиот камен. Тоа треба изгледа од мали детства, значи од 15 години децата
немат што друго да работат, него одат со старите, значи така стекнуваат кондиција и така може да издржат. Иначе на оваа работа, посебно да земеме некои други села од Струмичко, да дојдат да видат како се работи, тоа најмногу да издржат 2 дена и после мора да бара чајре да избега. Толку е тешко и неупорно. Од копањето на камен, копањето, намка носам го со тракторот, 2 дена 3. Од тука далеко, фрлам по 2 тури. Колку далеко е? Има тука 15 км има до нашето село. Од Челоклици до нашето село 15 км. Толку. 3 дена носам, 2 дена клучам. И 2 дена горам, 1 ден празнам. Това е. Семејството Гоицови со генерации живеат од производство и продажба на вар. Некои членови од поширокото семејство се уште се во производството, додека други го презеле вториот дел – гасењето и продажбата. Така и роднините и соседите остануваат поврзани и зависни едни со други. На едните им треба вар, на другите пазар. Тоа ако се оди редовно со тројца аргати, како што кажав напред, 15 дена треба. Значи да биде до крај на варницата. И после доаѓа продажбата. Продажбата не се знае од кај ќе се јави муштерија. Најважно е работата што е многу тешка, а не е платена. Значи од една варница од 10 тона за тројцата аргати ти имаат по 120 евра најмногу да си поделат. Значи во месецот 2 варници ако извади, нека земи 250 евра. Тука е најголемиот проблем што не вреди таа пари. Од селото до Варовникот близу Чалакли има 15 на километри кои секој ден со трактори ги минуваат варџиите за да донесат суровина за своите печки. Ископите ги пронаоѓаат сами, а потоа и ги означуваат, да знаат која фамилија кое место го зазела. Непишан договор, кој поради тежината на работата, премолчано се почитува, бидејќи кој има храброст да ја толчи карпата со клин, со маката на другиот сочувствува и за него представува најсвето прашање на чест. Право треба место, ако не наш место, нема сек да кам. Како знаеш кој место е добро? И ми знам, ја прилично по такова место. Ако на сек да нема кам, ја сега тук не може баш. И това го знам. Каде има повечки камен, там одам. Колку време копате на ова место? Ими на това место ова година од пролета кога копаме тука. Се тука сме ние. Не сме изместени нич. Се од тука, дупка, која ќе фанеш, до тамка се ние копаме. Карпа има многу, од 100 до 200 кила, ако не ја капаш, не можеш да дига се на трактор. До 50 кила дигаме на трактор. Пази на се! Оп, уде трактор. Беха видели? Дай пусти. Еден не падна на гумата. Скрши ја ме жапката. Чадот над Беласица, што може да го забележи секој случаен патник и намерник. Исцртува мапа на небото, означувајќи ги местата долу, каде мажите ја чуваат варницата и планината. Јаска по моја, таа е најтешка работа. Друго, ја ќе што тунќа сеаш по друго, а полека работа, а ќе се набераш намка дома, ќе си неаш.
А това е най-тежко. Летото да дойдеш да живееш тук. Пот от наска, вода теча, речката тук тя закачена. Сега по-убава сега. Сега по-ладничко работа са. А лето е много жешко. Тук има 30 степени, 40. А за тежко не пити. За тежко не пити. Тежко има. Времените на фана, разни чуда са, ветрава, па дождава. Тежко. Особено на мене най-беше тежко после гумика почнава. Не може да се изчистим, не може да се избайнем. Още немахме вода тук, немахме купател. Раниите топла вода, па да се избавиш. Сега малко по-друго. Има болера, купател има сега. Сега по-друго. Ама сега не можем да работим, сега работят друзи, млади. Кога ходим дома, чух си кажа се да чаша реке и право упива се. И една чаша не можем да изпием. Това. Ги запознавме луѓето во првите борбени редови. Оние чии силуети се црни сенки во мракот, додека ја печат варта. Истите тие на кои лицето не им се познава ниту среде бел ден, чиј идентитет е сокриен по тешкиот слој чад. Но сепак, малкумина имаат храброст да проговорат пред камерите. Плашејќи се дека државата ќе им го земе и она малку што им останува од производството на вар. Денеска още горе 3-4 сата. 3-4 сата. Веровнико треба да биде пример, за да дојде до вар околу 36 сата. Да биде. Тежок процес. Многу тежок. Многу тежок. Што нема што да работам, и затоа мачам. Тежка как не? Тежка, ама паднали сме с која средина и може да работихме. Може да работихме. Шо? Да кидаме. И сега малко се отвори нашата жена, а моята жена работа у фирма, у Дим Комърци в Лондон. Тогава, ако пусти моята жена, двете жени ги лага шъпти на главата. А сега работа 100-200 жени в Лондон. Това дойде. Да, ние кај наша варта и тутунчето. Друго производство нема. Нема ни френчи да кажем, нема. Домати, френчи исто се. Да. Иначе тутуно и варници. Друг таков нема. Сега почнава вече, па ќе повторам, много женички работят по тия фирмите в Ландо, Струмица. А иначе по-напред беше по-тежко. Само маж да работа. Жените дома, ужива. Сега дойде и за них таква опасност. Да, 20 тони чист камен, кога ќе се испече, може на пола да се смани околу 10 тона. Значи, варта се дзида на суво, нели не се става никаков малтер, ама тоа пошто оди во круг и така, значи, колку самото едно со друго се битува и не се руши. После од кој ќе се пече, таа се намалува, значи се слепуваат камењата еден на друг и така спаѓа долу. Значи тие зидаш негде со врх на варницата ставате како врв капата што е, таа после кој ќе се испече спаѓа удолу.
Кога купиштата камен ќе стигнат до варниците? Следува редењето на каменот, кој е како во некоја магична сложувалка. Во круг се крева околу ѕидовите на варницата. За овој дел од работата потребни се најмалку тројца. Еден да ги подава, друг да ги прифаќа и третиот да го врти кругот кој до врвот на варницата се стеснува, правејќи своевидна купола. Варницата, за да биде мислам, успешна, се бира место кај што е стрмно. Значи, дупката ќе се ископа негде околу 3 метра длабока, 3 широка. Ама од предната страна на варницата треба да биде стрмно, за да можеш да дојдеш до дното на варницата. Тука, значи, се остава врата за варницата. И таа кога се реди кружно и све постепено се собира. Не е како бунар, значи, да излезе право, него све постепено се затвара, значи, се напушта, значи. И негде околу средината на варницата, тука треба да се затвори и после се реди, значи, така, со фрлање камен, нали, сепак мора рачно да се подреди. Значи, во средината треба да биде покрупниот камен, по настрана, значи, покрај зидот, се реди се поситен, за тоа што таму послабо тера огинот, значи температурата е таму послаба и затоа се бира малку поситно за да може да се испече. Повеќе од 2 недели трае целиот процес од копањето на варовникот до неговото претворање во сува вар. Варниците во Костурино ги палиме претежно со гуми. Значи, дрва не постои, оно со гумите што ги зимаме, речиси, бесплатно ги зимаме, само што за нив многу важно е превозот, трошковот на превозот. Доаѓа дури од Струга, од Битола, од Тетово, и собираме по вулканизери, по приватни вулканизери, и тие се толку задоволни само да ги очистиме од нивните дворови. Затоа не вреди таму таа. Ама од тука, од Струга да поиш да земеш 10.000 дена ти треба се става на возилото гориво, па да дојде гума тука. И со гума се пече, варницата може да се пече 48 сати, значи тоа е 2 дена и 2 ноќи со гуми. Се трпи ли жешко? Не. Претерано многу жешко, не Петро да малку го избагаваме, сакаме да работаме, стануваме многу сабајда и идеме да работаме тука 10 сато, од многу жешко. И нам бегаме, сакаме да си идеме дома, е многу жешко, нам идеме после 4-5 сато да работаме. Ека са гора, пример, не се остава, мора да се гора, мора да се работи. Това не се за чинава. Како го чувате огнот кога и надворе? Чуваме ја, се тулеме тука, ќе сечеме дрвца тука, ќе правиме сенка на ја тука на пато, ќе правиме сенка, ќе криеме главата под сенка. Така. Кога ќе се после 5-6 сата кога ќе наполни, значи, варницата како гори, таа се полни со пепел. Значи, мора, значи, од претходните гуми што ги има испечено, мора да се очисти пепелта и пак да се става. Ама се става така, значи, мора пепелта да вадеш, али сепак огнот натре да го одржаваш, да не ја губиш постигнатата температура. И треба 48 часа да се испече, значи, варницата. На крајот велат производителите, она што ќе си го подели тимот е ситнеж во споредба со времето и трудот потребни да се стигне до тој процес. Тоа е
можам да кажам, некоја насна работа, нечиста работа, не можеш како човек хлеб да земеш да јадеш, масноќе има црно и на крај со крајеви кога ќе испечеш врницава, кога ако треба значи за тие пари да земаш, не можеш да купиш торба прашок или не можеш да се испереш од толку нечистоќе. Тоа е масно нешто. Килограм сува вар чини колку килограм гуми потребни да се испече истата. Капа за глава им доаѓа оваа макотрпна работа на измачените костурани. Еве сега ќе ви кажам, овие големите камионски гуми ги даваме од парче, значи од парче 150 денара до 180 денара. Значи таму на вулканизерот ќе платиме 50 превоз, значи го ставаме и 150 денара гумата оди и 180 денара. Врџијата што треба да ја плати на овој што ќе го изврши превозот. А на овие малите гуми тие на кило, значи варта кажавме 4 денара кило вар, 4,5 денара е варот кило, сув да се зема од тука. После може да се смени цената, зависи од каде ќе се транспортира, не можеш ти се 4 денара тука се зема варта и 4 денара да дадеш во Тетово. Ако во Тетово однесеш по 4 денара, тоа само за горивото, варта веќе ја немаш. Значи, ако се транспортира варта до Тетово, тука се става динари по превоз, значи, за возилото што ќе ја транспортира. Варот не кошта многу пари. Значи, кажавме 4 денари, 4,5 денари, гумата од мене што ќе се земат 4,5 денари, ова 4 денари плаќат. Ваквиот процес на производство на вар е единствен во Македонија. Уште неколку семејства печат вар со гуми во блиското село Чалакли, а во Радовишко Горни Липовик варта се пече на дрва. Една варенца од 10 тона треба да испече во кила збореме негде околу 6,5 тона. Значи, за 10 тона вар 6,5 тона гуми треба да става. Сега, споредете го, значи 10 тона вар кошта 45.000, а 6 по 4 24, значи 24.000 треба значи за материјал да даде. Сега каде е тука работата што тој за 15 дена му треба цели за да ја испече. И не му останува дневница по 700 денара, а од 6 до 6 навечер работи. И затоа ви велам дека младиот народ мора оваа работа да ја напушти и занетот ти замре, че нема среќи си што 2-3 години ако се така не остана ни 50 у селото. И најмногу бегат од тешката работа. Порано беше подобро, сега понечиња. Зошто? Порано. Порано повеќе заработувачка. Од идеше Варду, идеше низ Србија, повеќе пари се печада, а сега нема. Сега моментално нема пари. Колку се продава во моментов варта? 4,5 динара од кило. Гасене? Гаса на 3 динара, 2,50, 2,70, 2,40, кај ќе најдеш така се продава. На пазар. Па и јас работех вар. Јас нон-стоп вар работех. И тававаш, друго нема. Ама платаше варта. Куто сега не, сега носат за трговците за 5 динара. За 50 пари, не 5 динара. Нема печалба остана 50 пари. За нафта пари нема. А јас се носех во свој камион 3 динара и 4 до Тетово, за тие пари не носех јас. Затоварам гуми и гуми за пари. И това. Тога е некој посавараше пари. Не превием за кујчки, што викал некој.
Сега не вреде парта, не вреде варта. А и сега почна да гасат, па трошкови имат нашите луѓе тука. Па вода трошат, па вреќи да палнат. Тугај, те доа се товара и за 2 дена, ден се враќа. Југоисточна Македонија е богата со варовници, но концесионери малку за ползување на овие природни богатства. Надежта на Костурани за иднината сепак не е поврзана со варта. Се надеваат дека во околината ќе се отворат фабрики, каде би можеле младите да се вработат и да останат во родниот крај. Значи, ја имам уште го задоволува капацитетот на државата наша. Порано во Југославија одевме преку граница. Носевме во Косово, во Гнилани, во Врање, до Ниш најмногу да се патувало со варта и до Ниш имаме слушнат дека има носено. И тогаш беше подруго, значи ќе испечеш варта и ќе знаеш дека ќе земеш некој динар. А сега ова само за опстанок. Толку, значи од што нема што да се работи, работата е терат уште неколку групи, да ги кажеме групи, по тројца соберени, дали се браќа или братучеди, ќе се соберат тројца и заедно си ја вршат таа работа, бидејќи таа никако не може сам човек да созида варница, му се потребни тројца. Еден долу ќе реди, другиот одозгоре мора да му подава камен по камен и да се нареди варница. Затоа се потребни тројца. Види сега, тугај повеќе работа. Сите работекме варци, немаше друг излаз. Сега веќе се размајнаа, де у странство, де тука се отвори се малко работечка, во Ландово, па Струмица. Сега се помалку. Сега дали работат 6-7 групи. Повеќе нема. Ја човек нека каже, помалите тука ме, толку. А тоа ше масовно. Тоа е масово, секоја куќа по двојца, тројца. А они не баа дели четворица одапа. И татко. Ние не бахме дели двојца. Ама моите браќа беа помалечки, па тај поменеше беше 45 години беше рода. Ние бахме двојца. Они баа повеќе, значи, фамилиарно. И се треба луѓе упорди се да печат. Арам време се менат. Ево многу луѓе сега напуштија туку село, мислам, многу да е сранс. И што стана току на луѓе потечко живеат. А што да е сранс, подобре. И ден од ден село 500 куќи остана 300. Куќите половината село празна. И така тај остана живота веќе. Нашето село горе-долу со тоа се узварница. Ретко повијанто село тие што нешто што учија, што учина, тие и бага, друиста старта, повеќе ја узварта. И има некои што одеа за Германија, што учина. Посилни од карпите со кои цел живот се борат, младите мажи си ја мерат силата во бројот на варниците што успеале да ги наполнат во текот на сезоната. Од рана пролет до доцна есен, варта е главна преокупација за варџиските семејства, кои едно по едно полека се откажуваат од производството на вар, но и од куќните огништа, и неосетно ги празнат селските домови, барајќи подобар живот во развиените западноевропски земји.